Здраво на сите! Ова видео и на вистина ќе биде за сите, знаете, нели, ова се неделни видеа, се однесуваат на енергијата која следи во текот на неделата, која не следи, ќе бидат опфатени сите знаци, нели, од овен почнуваме па одиме понатаму со ред, и ова ќе биде онаа главна и голема порака што треба да ја знаеме, да обрнеме внимание, она што ќе обележи неделата. Знаете дека јас мислам дека некогаш овие пораки се многу и поважни кога станува збор за еден толку краток период, за една недела. Не може да се случи секој ден, сега ги настане. Меѓутоа, една голема порака која ќе обележи неделата. И па да почнеме, значи со ред, само пред да започнеме би сакала да ви кажам дека добро би било, се разбира, да се претплатите тие што сакате да добивате известување и кога доаѓаат овие видеа, да не си испуштите ништо и заедно да уживаме во тарот пораките. Одиме со ред, односно знакот Овен, да видиме што очека Овенот оваа недела. И па овните оваа недела конечно ќе ја видат правдата пред своите очи. До сега бевте како во магла, до сега бевте само спремни за напад. Вие бевте во некаја војна. Значи јас сега ви зборувам апстрактно, вие ова толкувајте си го и преведувајте го во кое го наоѓате во вашиот живот, во љубовта, во работата, во било што. Значи, јас зборувам за пораките апстрактно. Значи, вие бевте во војна, да водевте некаква битка. Спремни сте и понатаму да продолжите. Меѓутоа, оваа недела работите конечно ќе се исправат, односно ќе ја видите правдата, ќе ја доживеете и верувам дека тоа премногу ќе ве усреќи вас. И за тоа е за вас. Продолжуваме со бик. Да видиме биковите што. За биковите, оваа недела ќе биде недела на уживање, на забави, на прославување. Може би некоја понуда љубовна доаѓа, може би понуда во работата. Не е нешто огромно, не мислете сега јас дека зборувам за животни некои понуди, меѓутоа понуди од оние секојдневните, ситните кои ни ги исполнуваат животот, а во вашиот случај и ќе ви го направат многу поубав. Значи оваа недела околу тоа. Одиме со близнаци. Видиме близнаците со што ќе се занимаваат оваа недела. И па близнаците ќе се занимаваат можеби, не знам зашто помислев на знакот лав, можеби со некој лав ќе се занимаваат, а можеби само енергијата која кон вас доаѓа, вие не ја очекувате, не знаете за тоа, меѓутоа доаѓа помош која страшно многу ќе ве израдува, ќе ви го направи животот преубав. Ова е најубавата карта во таротот, најсреќната, најпозитивната, успех. Значи, вие од неколку ќе добиете нешто оваа недела, тоа сигурно. И ова што ќе го добиете нема да бидат трошки. Вие можеби мислевте дека нешто ситно ќе биде, нешто нема да биде, ќе ве направи многу среќни. А одиме понатаму со рак. Што се раковите повредени? Да видиме. Можеби некои риби ќе ве повредат вас. За некого и тоа значи. Можеби пак некои риби ќе ви ги залечат раните кои ги имате. Ништо се одвива во тајност, а вие не знаете.
Оно што се одвива во тајност, да, за вас ова недела е недела на грижи околу некои работи кои не ги знаете. Вас тоа страшно ве измачува и во повредува. Има некоја работа на која не го знаете исходот или не знаете што се случува врска со тоа и тоа вас премногу ќе ве мачи. Одиме са рак, тука дојде лав. Да. Лав, да видиме лавовите. Лавовите, интересна недела, затоа што некој или пак вие ќе кажете нешто што ќе повреди некога. Лавот го повреди и потоа одите кон него со извинување. Или пак некој нешто вас што ви рекола ве повредило на вистина, доаѓа сега со извинување. Може би околу тоа, а може би пак некој вас ве... Не сакам да го искористам зборот шпионира, меѓутоа, како би го кажале ние, некој вас ве наблюдува, постојано ве наблюдува, може во љубовта, постојано ве прати по социјални мрежи, ако може да ве сретне и ве гледа кај што ќе ве сретне, и обседната е со вас, но вие не знаете за тоа, може би па и знаете. Меѓутоа некој е страшно обседнат во мислите со вас. Одиме со девица, наред, да, девица. Да видиме за девиците што доаѓа. Девиците оваа недела ќе си ја послушаат интуицијата. Интуицијата нешто им говори цело време, меѓутоа тие се прават глуви, вие се правите и глуви, и слепи на тоа, но вашата интуиција зборува нешто. И не ќете да ја послушате. Но оваа недела најверојатно ќе бидете приморани да си ја послушате интуицијата и да донесете некаква одлука. Верувам дека одлуката ќе биде заминување, односно отстранување нешто од вашиот живот. Не знам, вие знаете, но на нешто ќе му го свртите грбот. Одиме со вагат, да. Вагите си се во еден убав период, постојано. Веќе се обидете да одржите баланс оваа недела околу работата и домот и семејството. И најверојатно ќе бидете пренатрупани со врски. Дури мислите и дали ќе успеете во сето ова, во овој хаос во кој сте се нашле. И оно што најмногу го посакувате е да го одржите балансот. Оваа недела ќе ви успее. Че неделава ќе го постигнете балансот. Одиме со Шкорпија. Да, Шкорпија. Шкорпиите ова недела. Шкорпиите ова недела се несреќни. Не сакам да кажам несреќни во смисол несреќа некоја голема, туку незадоволни. Се незадоволни од некој овен, лав или стрелец. Тие се незадоволни, нешто не ви е доволно од нив. Некоја работа недоволно доаѓа од нивна страна. Порака, внимание, вест, помош, нешто од нив не доаѓа и вие сте страшно незадоволни. Оно што сакам само да ви го кажам е дека може би вие очекувате повеќе од што треба, затоа што тоа што доаѓа е токму оноко како што треба да дојде оваа недела. Токму она како што треба да изгледаат работите, такви се.
но вие сте константно незадоволни од нивните активности. Одиме со која стрелец на реда. Стрелците оваа недела ќе бидат две се сценарија овде. Едното сценарио е дел од вас ќе си ги спремите коферите и заминувате некаде. Не е ова во никој случај, немој да го сватите лошо, затоа што вие го планирате ова патување, ова одење, може би патување некое во смисол почеток на нешто, почнувате нешто. И сега тоа е едното сценарио, а другото е дека голем дел од вас се чувствуваат немоќни и неспособни да направат нешто, да бидат негователи, да бидат оние што го носат во домот храната, што ја носат во домот благосостојбата, оние што придонесуваат. Голем дел од вас ќе се чувствувате немоќни оваа недела. Страшно немоќни, дека не може да направите ништо околу тоа. Може би некои па и не сакате да направите ништо, да учествувате, а некои не можете. Значи тоа е за некои, а за другите кажавме дека вие заминувате на некоја патување, апстрактно зборувам, патување може да биде се. Одиме со јарец, да видиме јарците што ви чека ова недела. Ова недела јарците ќе бидат малку пооштри, значи ќе бидат поактивни, ќе успеат да одговорат на задачите кои им се дадени, ќе успеете да ги надминете мислите дека не можете да завршите се, ќе успеете, значи да бидете на ниво на задачата. Вие знаете во кој поле тоа се однесува. Морам да спомнам дека дел од вас ќе чујат некои вести од некој повозрасен, меѓутоа многу помоќен човек од вас. Доаѓаат некои вести во врска со вашата состојба. Не знам што ќе биде тоа, вие ќе видите. Одиме со Водолеја. Водолеите ова недела. Прво, оно што ми дојде на ум, не знам, дел од вас, значи ќе го добијат заемот што го барале, најверојатно од некоја банка или од некои моќни луѓе, моќник некој. Меѓутоа во случајов најверојатно ова е една голема институција, ова се пари, значи заемот кој го барате ќе го добиете, ќе ви биде одобрено, а може би па е и помош од некој многу поголем и помоќен од вас, стигнува помошта. Морам ова да го споменам. Ако е заем, тоа е одлично, супер. Меѓутоа, ако е некој човек кој нуди нешто, мора да внимавате на условите на кои се согласувате, затоа што постои опасност дека ќе се пуштите во нешто кое не е толку, малку матне се тие води, затоа ве молам, внимавајте, бидете внимателни. И последно, нели, за крај, се рибите. И рибите сами се излегоа со својата карта, значи вие ќе си бидете и оваа недела свој на својата, самите ќе бидете извор на среќата и за вас и за останатите. Вие ќе бидете многу успешни. Прекрасна, би сакав да сум риби оваа недела. Прекрасна ова енергија околу вас. Вам многу желби ќе ви се исполнат или па вие ќе бидете исполнителот на желбите на најдрагите за вас. Прекрасна недела за вас.
вие ќе се чувствувате предобро, ќе зрачите со убавина, со убава, значи убава, исполнување на желби и конечно и свој на свој, да се разбира. И па, драги мои, тоа ќе биде тоа за оваа недела. Се надевам чувствам нешто што ќе ве води и ви посакувам да останете во добро здравје, со најпрекрасни мисли и до следното видео. Чао, чао!